Почитувани новинари, дозволете да ви се обратам на кратко. Ова пресконференција е пред се свикана за заедничкото делување кое е договорено меѓу Фродем и ВМРО ДПМН. Сегашното раководство на ВМРО ДПМН, председателот, извршниот комитет и централниот комитет покажаа храброст, доблест во делот на промените на статутот со цел демократизација на партијата, тема од која другите политички партии бегаат како ѓавол од крст. Фродем, во разговори со раководството на партијата, најде на братско разбирање за теми кои во моментов се предизвик за ВМРО ДПМН и за државата. Затоа заедно одлучивме Фродем да се инкорпорира во партијата со цел да даде свој придонес во процесот на нејзина демократизација, како и во борбата за победа на престојните избори. Сакам во овој момент да се обратам до господата од МК Мериот и МК Будимпешта. Почитувана господо демократи во наводници. Фродем со години ги детектираше вашите грешки и за нив нудеше решенија, бараше средби со вас, а вие се правевте глуви и слепи и бегавте од нас како да сме лепрозни. А вие еднаш дојдовте пред вратата на овој штаб во туѓо име за туѓа сметка и вратата ви беше веднаш отворена, со покана од председателот на партијата за разговор со вас, но вие не собравте храброст да се соочите со председателот. Затоа ве молам, немојте вие за демократија. Ако вие сте заборавиле како ја спроведувате власта во партијата и државата, ние сме тука во секое време да ве подсетиме на вашите катастрофални политики, од кои ден денес има последици во партијата и во државата. Благодарам. Благодарам, Липчо. Поштовани присутни, за мене представа посебна чест и задоволство е да соопштам дека уште една десничарска проопозицијска структура во Македонија се приклучува кон ВМРО ДПМН, а тоа е Фродем. Како што и представникот самиот кажа, препознавајќи ги политиките на новото раководство, а потребите на новото време за обединување на опозицијскиот фронт, Фродем одлучи во иднина да действува во рамките на структурите на ВМРО ДПМН како политичка партија. Јас сум исклучително среќен што изминативе неколку недели можевме искрено, пријателски, братски да поразговараме за проблемите кои што заеднички ги идентификувавме. За истите тие проблеми се обидуваме да најдеме заеднички решенија, бидејќи не треба да ги гледаме работите само денеска за утре, туку треба да ги гледаме работите и така да им приоѓаме стратешки и визионерски. Седам дека ово окрупнување на опозицијските партии во иднина ќе продолжи. Состојбата во Македонија е, би рекол, на ниво на национална катастрофа, катаклизмична и алармантна, и ова не го зборувам само со цел да звучам како опозицијски лидер, туку едноставно го зборувам како човек. Не може да најдеме и издвоиме на кое поле Македонија денеска е држава која што блеска, како што тоа мафијата во владата љуби да го каже, буквално во економијата, во здравството, образованието, културата, спортот, буквално на секој план ние денеска тонеме се повеќе и повеќе на дневно основа. Затоа ги повикувам сите оние кои што гледаат политички противник во мафијата на власт да ни се приклучат заеднички да се бориме против криминалот, корупцијата, понижувањата, омаловажувањата, срамот кои што се присутни веќе четврта година на македонската политичка сцена. Од тука да завршам, огромна благодарност до господата од Фродем кои што одлучија да надминат голем број од проблемите кои што беа присутни во минатото, да се приклучат кон ВМРО ДПМН и заеднички да се бориме за една подобра и пострекна Македонија и за една заедничка иднина во Македонија. Ви благодарам. Доколку имате прашања, ве молам повелете, ви стојам на располагање, да? Може ли веднаш да ви одговорам на тоа прашање? Додиме прашање по прашање. Насилнички политика во Македонија не се води. Пред да се донесат мерки е потребно да се консултира опозицијата. Рековме со 62 пратеника и оние лажливи изјави на Заев не може да функционира ова влада и ова парламентарно мнозинство.
Тука сме, стоиме на располагање со сиот свој потенцијал како политичка партија, како опозиција, да им помогнеме на граѓаните, па дури и да соработуваме со ние незнајковци од Политичката комисија за заразни болести на СДСМ и Зоран Заев. Не може да се носат мерки, а потоа на маса да се истураат истите мерки и да се бара поддршка од ВМРО-ДПМН. Кој од тие луѓе ќе се надмине себе си еднашка во овие 4 години? Нека се спуштат на земја. Нека седнат, нека разговараат со граѓаните, нека разговараат со опозицијата. Не зборам само за ВМРО-ДПМН. Тука има и други опозицијски партии. Опозицијски партии има и во албанскиот политички блок. Станува збор за здравјето на граѓаните, станува збор за единината на нацијата. Не може некој да седне во канцеларија, да се затвори таму и да носи политички мерки и потоа да бара поддршка од опозицијата. И на крајот од денот кои се тие мерки? Ние досега се уште не сме ги виделе кои се тие мерки. Па за да можам јас да одговорам еве на прашањето на вас ценетите новинари. Нека ми каже некој кои се тие мерки, јас не ги знам кои се тие мерки, каков е тој закон. Па еве носиме маска, тоа се мерки кои што веќе постојат. Не треба сега ново гласање, ако треба еве ќе ги поддржиме ако е за маска на отворен. Ама не е тоа суштината. Секојдневно броиме мртви луѓе, секојдневно имаме лимени ковчези едно место помалку на трпезата во најмалку 7 до 10 македонски семејства. За какви мерки зборуваме? За ние у Аватар? Ги молевме да го затворат Аватар со месеци. Зашто? Затоа што биле блиски до семејството на власт. И денеска Вухан ни е Струмица, па неговиот роден град е таков. За кои мерки зборуваме? Што зборуваме ние оваа држава? И ги одговорност никому ништо, уште па се силат. Ова аспектот да кажем дека има локални избори. Таму тоа не ги комуниста одговорната, ти пастири се појавуваат времени. ВМРО-ДПМН ќе учествува на фер и демократски изборен процес. Доколку процесот е фер и демократски, а ако ме поставите прашање што подразбираме под фер и демократски изборен процес, се разбира да нема злоупотреба на пакети, да нема притисоци, да нема уцени, закани, кои што се својствени за овие политичари и оваа политичка мафија на власт, тогаш ВМРО-ДПМН ќе учествува и ќе го декласира кандидатот на СДСМ кој да биде во штип со својот кандидат. Но доколку почувствуваме дека процесот во милиметар, во јота, што би рекле ние инженерите, нема да биде фер и демократски, ВМРО-ДПМН нема намера да легитимира уште еден таков процес. Доколку оваа политичка мафија мисли дека ќе спроведе процес каде што додека се спроведуваат полициски часови рестрикции, они ќе одат од куќа во куќа со пакети и да подкупуваат гласови, ние таков процес нема да легитимираме овој пат. И нити па во иднина ќе легитимираме. Ја повикувам меѓународната заедница да се вклучи директно, уште од сега во мониторингот на процесот во Штип. Уште од сега ја повикуваме меѓународната заедница да се вклучи. Затоа што во спротивно нема оправдување во иднина за било какви недоследности како што се случува за време на парламентарните избори пред некој месец. Кои мерки антиковид? Ние не сме ги виделе кои се тие антиковид мерки. Не ги знаеме кои се тие антиковид мерки. Да ги видиме прво пак како така заклучивте, добро ако не ги поддржувате. Мислам, кои се антиковид мерките кои што треба да ги поддржиме? Јас ги немам видено, не ги имам слушнато. Рекоа изјавата на министерот е следна. Размислуваме, ќе ја следиме ситуацијата овој викенд, еве да бидам прецизен, и од понеделник, вторник ќе излеземе со пакет мерки, да ги видиме кои се тие. Еве викендот може да ги искористат, да не повикаат, да не консултираат. Што не консултираат? Сега ние може да нагаѓаме кој што мислел и како мислел. Добро, вие кои мерки сметате дека треба да ги Еве да ги слушнеме на владата мерките, подкога ќе ги слушнеме ќе се произнесеме. Ви благодарам. И уште едно прашање во однос на собранието. Да. Гласа инсистира на онлайн гласање отворено до оние пратеници кои што се во изолација, дали ВМРО-ДПМН во промени размислувањето ВМРО-ДПМН не ги менува размислувањата по потребите на власта, туку ВМРО-ДПМН работи за интересите на граѓаните. Уставот е јасен и дециден како треба да изгледа гласањето и работата на парламентот и тука нема поместување ни милиметар. Ако некој мисли дека со вакво владино мнозинство какво што го имаат сега ќе врши терор врз опозицијата, врз граѓаните и ќе се изживува плячка и буквално ја руинира Македонија, тогаш тоа ние нема да му го дозволиме на начин на кој што тие планираат преку електронски сесии. Второ, не е човечки.
Не е хумано, не е човечки луѓето од постела да ги терате да туркаат ваша политичка агенда, закони за марихуана, зашто вие вашиот бизнис и богатство семејно го темелите на тоа. Прво, не е човечки. Тој што тоа го турка не е човечки. Има начин. Нека си дадат оставка тие што се во моментот, нека дојде следниот пратеник, имаат мнозинство. Видете, како политичка партија прво имавме став по таа, би рекол, помалку несмасна и нестрекна изјава на господинот Османи. За жалење морам да кажам дека е таква изјавата, наистина очекувам малку повеќе политичка култура од него. Ставот беше следен, а тоа е дека вака сериозни прашања не се решаваат по телефон. Вака сериозни прашања се решаваат на лидерска средба на маса. Еве, ја користам оваа прилика да ги повикам лидерите на релевантните политички партии. Не зборам за оној кој што ги организираше претходните лидерски средби кои што завршуваа со фијаско, туку релевантните политички партии да седнеме и да разговараме отворено за прашањето кое што денеска е актуелно, а тоа се преговорите со нашиот источен сосед. Тоа е многу важно. Второ, искрен да бидам како политичар, не верувам дека нашиот источен сосед ќе ја блокира Македонија во евроинтеграциите, затоа што ако се суштински, а не само декларативни изјавите на политичарите од кај нашиот источен сосед, тоа нема да се случи и покрај сите авантури кои што ги направи Зоран Заев изминатите години. Така што како втор заклучок на вашето прашање, не верувам дека тоа ќе се случи и ги охрабрувам тоа да не го направат. Затоа што така не ја загрозуваат само единината на македонските граѓани, ја загрозуваат и сопствената иднина, како граѓани на Европската унија. Понатаму трето, често пати во минатото сум имал телефонска комуникација со господинот Османи. За жал, навикнат сум на невистините работи да слушам од другата страна на слушалката и се сомневам дека на уште една таква комуникација дека би слушнал некоја работа поинаква од невистината која што сум ја слушал во минатото. За жал, кај нас многу политичари заборавија што значи зборот честитост и зборот збор. И се надевам дека времето кое што е пред нас ќе ги промени овие политичари да се вратат на зборовите честитост и збор во вистинска смисла на зборовите. И последно, поврзано со таа несекна изјава, како ВМРО ДПМН ги повикуваме сите релевантни политички лидери да седнеме на една лидерска средба и да поразговараме за сите актуелни, а крупни политички прашања кои што треба да ја детерминираат еднината на македонските граѓани и на Македонија како држава. Тука пред се мислам на случувањата околу преговорите со нашиот источен сосед, тука мислам на пописот, тука мислам на катастрофата во економијата, дебаклот во образованието, не знам дали знаете, софтверот кој што беше скапо платен не функционира, јас од прво лице можам да ви посведочам. За сето она кое што е погрешно од државата, мислам дека е потребно не една, повеќе лидерски средби и заеднички да излеземе со решение пред граѓаните, затоа што на граѓаните им е преку глава од политиканство и политики. Граѓаните сакаат да видат став, стратегија и визија како ние ќе излеземе од ова. Не можеме ние да зборуваме дека блескаме, а суштината е сосема поинаква. Напротив, треба да седнеме и да покажеме сите зрелост. Нивото на телефонски комуникација е незрел потек. Се знае како се решаваат овие прашања. Да се пише референцата 20% за албанскиот јазик, но на законот за албанскиот јазик, и како партија ќе поддржите ова на сите нормативни акти во државата да се што по-конкретно станува збор и дали има разбира дека ќе поддржите да се вика закон за албански јазик, а не закон за 20%. Јас во таа изјава сум многу прецизен и ќе бидам прецизен во одговорот на вашето прашање. Не треба граѓаните да се третираат со проценти, туку да се третираат онака како што тие постапуваат со државата.
тоест граѓани кои што се лојални кон државата и граѓани кои што не ги почитуваат законите и самата држава. Граѓани кои што ќе напредуваат според квалитетот, а не граѓани кои што ќе бидат процент. Граѓани кои што поседуваат квалитет, а не граѓани кои што ќе бидат подценети затоа што се дел од процентот. И затоа ја ги охрабрувам сите граѓани, без разлика дали се македонци, албанци, срби, власи, турци, бошњаци, роми, египтјани, да ми простат сите останати. Да престанеме да се гледаме помеѓу себе со проценти. Да престанеме да се враќаме назад кон минатото. Да гледаме кон единината. Да напредуваме според нашиот квалитет, според нашите компетенции и да понудиме решенија за проблемите во државата. Тоа е она кое што јас го зборувам во моето интервју. И тоа е она кое што го кажувам од првиот ден, откако се занимавам со политика. Кај мене, дипломка беше, студентка, која што е албанка, не затоа што беше процент, туку затоа што имаше 10-0 просек на студиите на машинскиот факултет. И јас сум горд што сум бил нејзин ментор, за жал сум тажен што таа не е сега во државата, туку предава на еден универзитет во Швајцарија и посакувам се најдобро на обојна. Затоа, секогаш кога разговарате со мене, никогаш нема да добиете одговор во проценти, туку ќе добиеме одговор дали јас и вие имаме аргументи и дали мојот и вашиот квалитет нудат решенија на проблемите во државата. Благодарам. Вашите тврдења за нов договор со Унгарија дека го става намака за уставни измени предизвика многу реакции во јавноста. Експресно беше демонтирано да се манипулира од премиерот Азар. Имате ли сега во моментот можеби некои конкретни информации плюс што би можеле согласно вашите тврдења да не бидат? Јас тоа што го кажав, стојам позади тоа. Тоа што го зборувавме како политичка партија, а е поврзано со меморандумот од кај нашиот источен сосед кој што беше дел од последниот извештај, а најпрвим беше негирано од страна на владата, се испостави дека е точно и на тогашниот министер за надворешни работи, така стојам и на овој став. Стојам на овој став дека е разговарано за нов договор помеѓу нашиот источен сосед и Македонија, кој што ќе биде сличен на преспанскиот, кој што ќе опфаќа уставни измени. И чудно зошто тоа никој од бугарска страна не го демонтираше. Еве ве охрабрувам вас како медиум да го поставите тоа прашање на политичарите кај нашиот источен сосед, дали ова вистина. Чудно е зошто никој од нивна страна не го демонтираше сето тоа. А зошто дојдовме до таа состојба? Тоа е веќе друго прашање. Кои се политичарите кои што не доведоа да ние денеска стравуваме за нашата европерспектива како држава? Тоа е веќе прашање кое што заслужува лидерска средба, отворен разговор и после тој разговор да излеземе или ќе понудиме решение, или конечно ќе кажеме дека ние не можеме да се разбереме помеѓу себе и тогаш ќе треба да бараме друг пат. Само што е едно прашање, ваш став односно исходот од македонско-бугарската комисија вчера за приглање на историските разлики, како традиционно што беше соопштено на 20 председатели македонска и бугарска страна, се споменуваат има сега денески спекулации во јавноста за заедничко учествување на историјата. Вчера во однос и политички изјави водител на комисијата стигна и Бугарија, председателот Радев спомена тврдени линии дека нема преговарање со јазикот и идентитет. Од изјавата на професорите кои што се дел од таа заедничка комисија која што треба да преговара, разбрав дека нема договор по суштинските прашања. Ја слушнав идејата за заедничка историја и јас често пати во минатото сум одговарал на таа тема што подразбираме под заедничка историја. Ако подразбираме под заедничка историја каде што два различни народа, два посебни народа имале во минатото заеднички моменти, а тоа се македонскиот народ борејќи се за своја независна македонска држава и бугарскиот народ борејќи се за својата бугарска држава, тогаш да, можеме да се сложиме со тоа дека имаме во определен период заедничка историја, но откако Бугарија ќе признае посебност на македонскиот народ, кој што во тој
историски временски интервал е посебен од бугарскиот народ и се борел за своја посебна независна македонска држава. Све останато е споделена историја или испреплетени историски факти. Ние сме имале заедничка историја со републиките од поранешната држава и народите кои што биле мнозинство во тие републики, но никој од тие не го негира засебноста на македонскиот народ и засебноста на македонската држава. Доколку некој се труди да стави знак на равенство по македонскиот народ и бугарскиот народ пред 45-та година и непостоење на македонскиот народ во тој период, тогаш ни подразно не можам да зборувам за споделување, односно заедничка историја. Ви благодарам.